Рашковски се уште одмора во Мексико, а истражителите собираат документи за набавка на софтверот, но обвинителството не открива повеќе детали. Русковска вели дека рано е да се каже дали и кое кривично дело е во прашање. Тоа што Рашковски не е тука не било проблем, рано било за распити. Се напиша повеќе наредби, истражители од обвинителството за гоњење, организиран криминал и корупција се во постојан контакт со лицата кои треба да ни ги обезбедат документите, односно целокупната документација што ја бараме и од која ќе обезбедиме, од која ќе се види документацијата, ќе видиме кои чекори понатаму ќе се превземаат. Драги Рашковски, еден од најблиските соработници на премиерот Заев, среде скандал со софтвер и пандемија од корона замина од Македонија. Само неколку часа по изјавата на премиерот дека ќе провери каде се наоѓа неговиот советник, Рашковски се јави од мексиканските плажи. По бурните реакции на јавноста рече дека таму било многу ефтино. Заев пак застана на негова страна. По ваквиот развој на настаните јавноста коментира дека случајот со Рашковски многу наликува на оној со поранешниот директор на Фондот за здравствено осигурување Ден Дончев. Русковска покрена истрага за Дончев откако му се изгуби секаква трага. Таа на новинарско прашање каде е поранешниот директор на Фондот за здравство изјави дека немала поим дали е во Македонија, но дека има истрага за него. Инаку Рашковски не се поврзува само со оваа афера. Претходно беше во центарот на вниманието за случајот Леонардо и тендерот во МНАФ. Немаше обвинение за поранешниот генерален секретар на владата. Обвинителството за организиран криминал утврдило дека МНАФ склучил договор за заем без државна гаранција со Европската банка за обнова и развој, а не спровел постапка за јавна набавка. Надлежниот јавен обвинител од обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција утврди дека нема место за јавно обвинителско постапување и со решение ја отфрли пријавата.